во минатиот период ве нарекуваа предавници под предпоставка. Луѓето се сомневаа, а вие ги демантиравте. Едните продолжија да ве нарекуваат предавници, а другите ви веруваа. А денес, кога вашето предавство е верифицирано и подпишано со подпис од проколнатата рака, веќе нема место за сомнеш или за двоумење. Вие денес сте несомнени предавници, само слепци или крајно тенденциозни луѓе, користољупци, не можат да го видат ова ваше предавство. Вие во историјата ќе влезете како лажни лидери, како безарбетници што го предадоа светото народно име Македонија за материјална корист и за троа власт. Ќе бидете запишани како коте од руља или како Јуда во сеќавањето на македонскиот народ, каде и да се наоѓа овој голем подоблест народ, што вие го сведовте на стока и го продавате кило месо жива мера. Тоа што се однесува за предавството, се надевам дека присутните медиуми овде, затоа и нив им се обратив, ова во целост ќе го презентираат на нивните телевизиски куќи. Ќе продолжам понатаму. Вели еден наш премиер, се додека сум жив, вели, и додека го дишам овој македонски воздух, во името на моите предци, во името на мојата фамилија, татко, мајка, сопруга и деца, нема да дозволам да се смени уставот и да се смени уставот име на Република Македонија. Колега, прашањата поставете ги. Колега ме реков увод, имам па ќе поставам прашање 10 минути. Немој да се навредуваш, не се однесува за тебе. Не си ја ишкај увод од капата. Зошто ви се навредиле? Значи понатаму, не ме прекинувај од цел таму да ми додадеш секунди. И сега ги прашувам сите, и вклучително македонската јавност. Се надам, знаете дека за лагаче зборувам сега. Кој лаже? Што ни се случува во овие изминати периоди, поготово после 12 јуни? Сега ќе ви прочитам ова за лагата. Луѓето се чудат, можно ли е до толку да се лаже. Но психопатологијата и книжевноста го лоцирале и го обработиле овој тип на психопати. Баронот Минхаузен, Феликс Крул или пак Остап Бендер се такви екстраординарни лажливци што влегле во историјата како модели за чудење. Сега кон нив полека се придодава името на нашиот лажен премиер, кој се што кажа досега излажа, а сега по ова најново веле предавство лажно го представува како триумф. Триумф на лагата. Триумф на егоизмот и глупоста и сето тоа завиткано во целофанот на лагата. Та зарима човек што му верува на овој лажливец. Како излегува пред тоа гласањата има. Кој е спремен да го продава и најсветото, најскапоценното за човека? Овој лажливец е достоен да влезе во Гинисовата книга на рекордите, како најголем лажго на сите времења.